Внимателно ја слушав вашето излагање и ме зачудивте. Зборувате за финансиска стабилност, макропрудентна политика, стратегија, заштита од условни ризици за финансиската стабилност, но не кажавте и не слушнав од никого овде кој тоа спроведил. Дали оваа финансиска стабилност треба да ја спроведат генералните секретари на владата кој еден по еден завршуваат во затвор, или ќе ја спроведат председателите кои си даваат оставки од партиите на власт, од Социјалдемократскиот сојуз, или па нивниот подпредседател кој негово интервју пред некој ден го читав, Коста Петров, ми остави впечаток, вика, на крај превртував очи во Социјалдемократскиот сојуз пред да си дадам оставка. Кој да го направи ова, почитуван колега Зендели? Изборувате за финансиска стабилност, а ваму се затвараат банки, се ограбуваат штедачи. Никој овде, зборуваме за финансиска стабилност, не ја спомнувате Евростандард банка. Оплячкани штедачи и самиот собственик вели во еден наврат: големи пари, голем криминал. Вели парите се како и полжавот, имаат траги. И каде завршија парите? Еден дечко од обвинителна клупа кажа торбите Луи Витон полни со милиони евра завршија во Вила Парк во Струмица. Колеги, чија е таа кафана, ресторан, хотел, знаете вие. А тој дечко многу добро го знаете, бидејќи сите еден до еден сте сликани со него, со кралска круна му плава главата, му ја промовиравте неговата телевизија и заедно подпишувавте меморандуми еден по еден и ограбувавте пари, и затоа сега еден куп политичари од вашата партија се на обвинителна клупа заедно со тој дечко Боки 13 симпатично име. Има уште многу да се зборува, но само едно ќе кажам. Кој го дозволува ова разграбување на македонските граѓани? Само еден податок. Трите најголеми банки оствариле профит во 2021 година 125 милиони евра, а останатите 13 дополнителни 118 милиони евра. Како е можно да се остваруваат вакви енормни профити и кој го дозволува тоа? Со какви маржи работат македонските банки, а кога знаеме дека македонските граѓани се најсиромашни во Европа? Тука е представникот од Министерството, заменик министерот, да кажи какви се маржите на банките во Македонија, а какви во Европската Унија. За 3 пати поголеми. Благодарам.